Пехчево го доби првиот адреналински парк во Македонија. По урнекот на Финска и Бугарија, општината се реши. Над градот во прекрасната Борова шума да создаде уште една атракција за своите граѓани и гости, која ќе се користи за рекреација и доживување на авантури. Ова е еден проект кој го реализира општина Пехчево заедно со Хотел Богов. Проектот е авантуристички парк кој е направен од два дела. Едниот дел е зип линија која во моментот можеме да гледаме каде што има обука на неа. Другиот дел е адреналинска патека која е составена од 36 рампи, каде што во 36 рампи може да поминат сите возрастни, меѓутоа 12 рампи се направени специјално само за деца, каде што можат и децата заедно да минуваат. Должината на патеката е 600 метри, од кои 360 метри адреналинската патека и 240 метри зип линијата. Целата патека е направена од алпинистички јажиња, железни сајли и разни дрвени пречки и објекти преку кои ќе се поминува. Идејата за да го направиме овој авантуристички парк поттикна од еден пријател од Финска, кој што ни ја даде како идеја, потоа по интернет малку истражувавме, ја најдовме, видовме дека таков сличен парк има во Бугарија, стапивме во контакт со луѓето и најдовме заеднички јазик. Со оваа патека планираме да имаме дополнителна туристичка понуда и цениме дека баш тоа ни е и целта на општината, значи да ни биде двигател за економијата, туризамот, а овие содржини сите допринесуваат да на некој начин го зголемиме бројот на туристите. Во моментов тече обуката на 9 инструктори кои ќе работат како водичи на патеката и ќе се грижат за безбедноста на авантуристите. Ќе треба физичка подготвеност за потешкиот дел, за овој тука кај децата ќе доаѓаат, нема да треба многу физичка способност и не треба да се има страф. Имаме кацига, имаме карабинер, тоа се вика, имаме обезбедувач. И тоа, чувството е многу убаво. Првниот пат е малку страшно, потоа се опуштив. Адреналин, многу е убава, да. Страф имаш? Не, ако човек носи кацига, безбедносно, ако е облечен, нема страф. Нема страф од повреда, пошто сме обезбедени од повреди и такви работи. Треба само да се почитуваат правилата. Паркот се градеше 5 месеци и ќе биде слободен за сите посетители за време на одржувањето на фестивалот, но поради времетрењето на обуките на инструкторите, неговото свечено пуштање во употреба ќе биде закажано дополнително.